Добар ден. Искрено се надевам дека ова е последната емисија што ја правам во услови на изолација. Сепак и овој пат успеавме да ви селектираме интересни и жешки содржини. Автобез жирито ги изврши своите тестирања на финалистите во услови на рестрикции на патувања и присуство на само 9 членови. Сепак тоа не ја намали ниту важноста, ниту темелноста на овој настан. И денеска преовладуваат возила со мотори на внатрешно согорување, кои се по многу нешта интересни сами по себе. Ви представуваме што нуди новата генерација на Fiat 500, ќе ве запознаеме со најсилниот сериски Golf R и ST изведбата на Ford Puma. Од утре стапува на сила одредбата за употреба на зимска опрема во возилата. Ние само ќе ве подсетиме што сте задолжени да имате во возилото од 15 ноември годинава до 15 март 2021. Сепак ќе започнеме со Aznum Palladium. Да, повеќето не сте ни чуле за него, но тоа е новиот конкурент на британските луксузни лимузини и доаѓа од Италија. За оние кои сакаат да поседуваат луксузно возило подготвено да одговори на сите предизвици својствени за возила кои се движат на тркала е наменет Palladium. Уникатниот и изненадувачки луксус ја класифицира оваа италијанска баронеса во категорија на хиперлимузини која ги обединува карактеристиките на луксузен седан како што се комфорот, квалитетот на материјалите, нивото на изработка и останатите атрибути на раскошните каросерии и возните својства типични за поинакви возила. Од Aznum одбиваат да се изјаснат дали е ова директен напад на Bentley, Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, но нагласуваат дека не случајно е дадено името Palladium, кое е превземено од скапоцениот природен елемент. Според планот на производство кој треба да започне наскоро, сите 10 примероци што ќе се изработат ќе бидат посебно произведени според желбите и темелно утврдување на секој детаљ од страна на нарачителите. Aznum Palladium е несекојдневен во секој поглед. Тој е висок 2 метри, долг скоро 6 метри, делува како лимузина и може да помине секаков терен. Го задвижува 5,7 литрен V8, чии 700 коњи и 950 Нм се дистрибуираат преку 8 степен автоматски менувач на задните или сите тркала. Доколку тоа го бараат клиентите, производителот е подготвен да испорача изведба со умерен хибрид.
Најголемото европско жири, составено од автомобилски новинари, го одржа своето традиционално тестирање на финалистите за титулата Best Buy Car of Europe за 2021. Оваа година тестирањето се одвиваше на патеката Теесдорф во близина на Виена. Пред да започне тестирањето, претходната вечер се одржа традиционалната презентација на финалистите, а тие се Citroen C4, Dacia Sandero, Honda Jazz, Peugeot 2008, Seat Leon, Škoda Octavia и Toyota Yaris. Од овие 7 конкуренти не се појави Dacia Sandero, која се уште нема произведено примероци. Низиното тестирање ќе се изврши на посебен настан планиран за крајот на месецов. Поради пандемијата и рестриктивните услови на патување, само 9 од 31 членото жири успеа да се пробијат до Теесдорф. Сите финалисти одржаа 20-минутни презентации, пошто следуваше серијата на прашања на кои одговараа презентерите. Наскоро ќе се знаат и посебните признанија кои се доделуваат во рамките на наградите на Аутобест, додека датумот за гласањето ќе биде померен за 2 недели, односно во средината на декември. Секое возило во Македонија, без разлика на временските прилики, мора да има зимска опрема. Според законските прописи, таа подразбира автомобилите да бидат опремени со зимски пневматици на сите тркала со минимална длабочина на шарата од 4 мм, а за возилата со погон на сите тркала 6 мм. Алтернативно, може да бидат монтирани и летни пневматици со длабочина на шарата од 4 мм, ако во возилото се носат синџери за снег, за погонските тркала или други слични помагала. Како зимски пневматици се сметаат оние кои на својата бочна страна имаат ознака М+С и знак на снегулка на стилизирана планина со 3 врва. Пневматици со клинци се забранети. Автомобилската зима во Македонија трае 4 месеци и оваа опрема е задолжителна до 15 март идната година. Ако условите на патот не овозможуваат безбедно возење, полицијата може да го исклучи возилото од сообраќај. Во последните неколку години Фиат како да излезен од редот на нештата, но полека се враќа во нормала. Откако е јасно дека новиот собственик на FCA, EPSA, нема простор за маневри. Летово беше представена новата генерација на иконата 500, која нема никаква техничка врска со претходната. Поставена е на нова основа и растегната е во сите смерови. Италијаните не би биле тоа што се, доколку не би ја представиле и кабрио верзијата, што ни донесува новиот Fiat 500 во следниот прилог. На прв поглед делува дека се е на свое место. Може би малку зголемените димензии се чувствуваат како промена, бидејќи употребено е ново подолго меѓуоскено растојание. Воочливи се дизајнерските измени кои може да ги наречеме како одлична еволуција на зададената тема. Со формите не е многу комплицирано. Напротив, метната е едноставност типична за Долче Вита, животното мото на италијанците во годините по Втората светска војна. Тогаш многу работи зависеле од креативноста која упорно се истакнува. Како што веќе е заклучено, се работи за дотерување и адаптирање на постоечката форма и дизајн, но тоа е направено одлично. Истата констатација се добива во внатрешноста. Интериерот покажува дека димензиите се зголемени и подобро организирани. Сега може пристојно да седите на задната клупа, додека сиот комодитет е насочен кон предните две седишта. Тука е веќе познат амбиентот модифициран до потребната мерка.
Редефиниран е кластерот со инструментите, еволуиран во дигитален. На централната конзола е неизбежниот монитор осетлив на допир. Неговата големина не е имперсивна, но е компатибилна на намената. Сите останати елементи се идентично решени како кај претходникот со осетно зголемување на просторот. Исто така, топло може да се препорача и кабриолет верзијата која зачекори на пазарот со мало задоцнување. Сепак таа е вистински потсетник на Dolce Vita, на триумфот на обичното над комплицираното, на секојдневната практичност наместо гламурозност. Затоа, од кабриолетот се очекува да биде уште поатрактивен на пазарот. Сепак, кај Fiat 500 не се направени само структурни, туку и карактерни промени. Тоа најмногу се однесува на изборот на мотори кои претрпе големи осцилации. Најмногу се зборува околу потполно електричната верзија способна да одговори на сегашните потреби на купувачите. Таа испорачува 117 коњи напојувани од батерија со капацитет од 42 киловат-часови, доволен за домет од 320 километри. Според можностите и амбициите на нашиот пазар, тешко дека ќе биде баран, но добра шанса имаат верзиите со двата бензински мотори. Поголемиот трицилиндерски бензинец има зафатнина од 1 литар, ослободува 70 коњи и 92 нјутон-метри. Истиот мотор може да има и електрична поддршка во форма на умерен хибрид. Двоцилиндерскиот Twin Air со 2 цилиндри, допингувани со турбина, кои од 800 кубни сантиметри испорачуваат 85 коњи, пружајки агилност и ефективност во возењето. Поради тоа, оваа верзија е топло препорачана за оние што не возат на долги релации. За дизелите веќе 2 години нема место испод хаубата на Fiat 500. Новата генерација сака да биде современа во сите аспекти, додека најголемото внимание покрај естетското посветено е на еколошката адекватност на линијата која го започна своето патешествие во далечната 1957 година и виновник е за моторизацијата на многу нации, меѓу кои сме и ние. Наследникот нема да ја повтори таа мисија, бидејќи осем споменот на Dolce Vita во себе ги носи сите обиди да се зголеми профитот, без кого животот е горчлив. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Открита најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа.
твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Тоа е еден од најпосекуваните автомобили во историјата. За него секој знае, а на повеќе пазари се смета за култен автомобил. Минатата недела, кратко по представувањето на верзијата GTI, на сцена стапи најбрзиот и воедно најсилен сериски модел. Тој сега е наоружан со погон на сите тркала, векторирање на силата на моторот и диференцијал со кој 315 коњи ќе бидат уште поефикасни. Дами и господа, неговото височество Golf 8R. Светлото на денот го здогледа новата верзија на Golf со ознака R. Оваа буква подсетува на многу зборови од автомобилскиот речник, но најмногу на рейс. А на што друго да асоцира кога ќе се види техничката спецификација? Каросеријата е пониска за 8 мм во однос на спортската верзија GTI во име на перформансите. Сепак, пред да се предадеме на техничката спецификација, мора да се напомене дека екстериерните измени, иако минимални, направени се со максимален ефект. Предниот браник е масивен и е во функција да обезбеди доволно воздух за моторот, додека на задниот дел доминираат 4 издувни цевки и големиот спойлер на врвот на петата врата. Каросеријата може да се нарача во 3 бои, од кои лапис сината металик е избрана за заштитна за оваа генерација на Golf R, а ја следат чисто белата и црната со бисерен ефект. Внатрешноста на Golf е радикално дигитализирана, што само ја потенцира технолошката ориентација на марката. Како што доликува на знаменосет соопремен е со Discover Pro и забавен систем, 10-инчен екран осетлив на допир, а предните спортски седишта се украсени со кожа и на нив е извезено логото на моделот. Воланот е мултифункционален и се загрева, а преку синото копче R директно се активира профилот Race. Оваа изведба е најсилната од сите претходни 5 генерации на Golf со ознаката R. За моќните перформанси задолжен е 4-цилиндерскиот турбобензински мотор кој испорачува 315 коњи. Тој е способен да ја забрза каросеријата од мирување до 100 км на час за 4,7 секунди и да постигне максимални 248 км на час. Сепак моторот не е направен само да голта гориво. Напротив, вентилите имаат варијабилна работа што допринесува на економичноста, не само на перформансите. Максималниот вртежен момент се постигнува при 2100 вртежи во минута и неговата крива се задржува до 5350 вртежи во минута, што дава константно високо ниво на агилност на моторот. Традиционално силата се пренесува на сите тркала преку новиот 4Motion со векторирање на вртежите и ново воведениот Vehicle Dynamic Manager. Новиот заден диференцијал ја дистрибуира силата помеѓу предната и задната оска и помеѓу задните тркала, посебно што значително ја подобрува агилноста, особено во свиоци. На ова не може да не се додаде присуството на електронска блокада на диференцијалот и системот за контролирање во свиоци. За традиционалистите опремене со 6-степена мануелна трансмисија, додека со доплата се нуди DSG со 7 степени. Вака наоружаниот Golf R оправдано ќе ја понесе гордоста што ја ветува оваа ознака.
Кога се зборува за Ford, една од асоциациите се перформансни верзии на сериски модели. Тоа се доведува до повисоко ниво со серијата ST, која пружа не само визуални, туку и реално аплицирани спортски технологии. Може би е контроверзно, но субкомпактното спортско корисно возило Puma доби ST интерпретација која има остварување уникатни во класата. Моќна на изглед, таа е моќна и на дело, бидејќи аргументот дека има 200 коњи не е единствениот и најсилниот што го поседува. Исполнета со специфицирани спортски технологии и со остварување уникатни во класата, Ford Puma ST ги пренесува динамичките својства типични за синиот овал и на субкомпактниот сегмент. Puma ST е единственото спортско корисно возило што се нуди со Limited Split Differential, што го оптимизира влечењето на предната страна за да се подобри можноста во свиоци. Опцијата LSD работи заедно со контролата на вртежниот момент, со што се подобрува задржувањето на патот и се намалува подуправувањето со промена на силата на сопирањето на внатрешното предно тркало при свиоци. Балансот помеѓу двете карактеристики е фино усогласен од Ford Performance за да се оптимизира зафатот на сувите површини и мазноста на влажните површини. Puma ST дополнително ја подобрува архитектурата за да се спротистави на природно повисокиот центар на гравитација на возилото. Патентираните извори на векторирање на сила на Ford исто така ја подобруваат стабилноста, подвижноста и одзивноста на Puma ST. Технологијата на спиралите работи во комбинација со амортизери со двојни цевки Hitachi, кои реагираат фреквентно напред и назад, со вкочанетост потребна за зголемена контрола на каросеријата, заедно со усогласеноста за да се изолираат помалите несовршености на патот за префинетост со голема брзина. Софистицираниот бензинец EcoBoost со 1,5 литри и 200 конски сили, прв представен за Ford Fiesta ST, има напредни технологии за турбополнење и вбрзгување на горивото под висок притисок заедно со Twin независниот Variable Cam Timing за да обезбеди перформанси на спортски автомобили со оптимизирана ефикасност на горивото. Трицилиндричната архитектура на алуминиумскиот мотор обезбедува природно голем вртежен момент при ниски вртежи во минута, а перформансите се подобруваат со турбополнач и интегриран колектор на издувни гасови што го минимизира растојанието на издувните гасови што се движат помеѓу цилиндрите и турбополначот. Врвната моќност е достапна на 6000 вртежи во минута со врвен вртежен момент зголемен на 320 Нм помеѓу 2500 и 3500 вртежи во минута, придонесувајќи за линеарно забрзување. Првата иновација во индустријата дополнително овозможува 1,5 литарскиот EcoBoost мотор да биде исто толку разумен колку и спортски. Технологијата на деактивирање на цилиндрите на Ford беше првата што се примени во трицилиндричен мотор и може автоматски да ја запре испораката на гориво и работата на вентилот за еден од цилиндрите на моторот во услови кога не е потребен полн капацитет. Технологијата може да исклучи или повторно вклучи еден цилиндар во 14 милисекунди, 20 пати побрзо отколку да трепнете со око. Режимите на избор на погон има вкупно 5 и се клучни за разноврсноста на режимите на темпераментите кои ги именуваат карактерот на Puma ST според сценарието или расположението.
Развиен за употреба само на вистински пат и достапен како дел од опционалниот пакет перформанси, Launch Control им овозможува на возачите да постигнат максимално задоволство при спортско стартување. Избран со употреба на управувачи на воланот, системот активира посебен графички дисплеј во 12,3-инчниот дигитален инструмент кластер. Држењето на гасот целосно отворено ќе му наложи на системот да гради вртежи во моторот и автоматски да се држи до ограничувањето на вртежите, пополнување мерачот на екранот, што означува дека автомобилот е подготвен за лансирање. Со целосно ослободување на спојката се овозможува оптимизиран старт со системот ESC, контрола на влечење, контролата на вртежниот момент и системите за компензација на вртежниот момент, што управуваат со моќноста и испораката на вртежниот момент. Продажбата на Ford Puma ST треба да започне до крајот на годината по очекувана цена за англискиот пазар од 25.000 фунти, додека во Европа не би требало да ја надмине границата од 29.000 евра. Running Puma ST program. Ви благодарам што не следевте. Тоа можете секојдневно да го правите на нашата страница www.automagazin.mk. Од вас бараме да го чувате своето и здравјето на вашите најблиски. Се гледаме за 7 дена.